Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор. Тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Среќата е вела тешко мерлива категорија. Ако за некој среќа е повеќе пари, за друг тоа е нешто друго. Има многу истражувања за да се утврди што тоа луѓето ги прави среќни. Од друга страна има и анкети за тоа да се види каде живеат оние што мислат дека се среќни. Дали среќата ја определуваат местото на живење и парите. Што ги прави европејците среќни? По се изгледа зависи од тоа каде живеат. Иако има многу причини сега тие да се чувствуваат мрачно, од миграцијската криза до можноста Британија, една од најголемите економии во Европа, да ја напушти Европската унија, повеќето по се изгледа стануваат се посрекни и пооптимистични. Некои сега се посрекни отколку пред почетокот на финансиската криза. 76% од граѓаните во Европската унија во 2008 година изјавија дека се задоволни од тоа како живеат. Сега тој процент изнесува 80%. Покажа најновото испитување на Евробарометар, која мери среќата или барем како не ја оценуваат самите европејци веќе неколку децении. Оние во северните европски земји, како Данска и Шведска, постојано се на врвот. Но некои други земји почна да им се придружуваат. Во последниве 3 декади се посрекни стануваат и граѓаните на Грција и на Португалија. При тоа се истакнуваат неколку општи податоци. Според Евростат, единствена мерка која постојано се доведува во врска со европската среќа е заработувачката. Качувањето за еден чекор на скалата на платите ја зголемува среќата во секоја земја на Европската унија. Сепак, разликата меѓу оние на дното на скалата и на оние на врвот останува голема. Од друга страна, мажите по се изгледа се малку посреќни од жените, како и оние со високо образование. Но се појавуваат и некои големи разлики. Европејците општо се посреќни кога се помлади. Меѓутоа, кај побогатите земји изгледа кулминацијата на среќата се постигнува на постари години. Германците се посреќни кога имаат над 75 години, отколку кога имаат меѓу 25 и 34 години. Слично е и во Швајцарија, Шведска и Данска. Истражувањата покажуваат дека и грците, бугарите, романците и словенците стануваат се посреќни како што стареат. Среќата кај европејците ја детерминира и местото на живење, како и начинот на кој живеат. Во сите земји луѓето се помалку среќни ако живеат сами. По иста логика, во повеќето земји оние што имаат деца се среќни, со исклучок на Британија, Данска, Ирска и Швајцарија, каде што велат дека се посреќни без деца. Се на се изгледа дека европејците се позадоволни ако живеат во градовите или предградијата, отколку по селата. Северноевропејците пак, колку што живеат подалек од градовите, а со тој и од другите луѓе, се посреќни. Во поголемиот дел на Јужна и Источна Европа е обратно. Различни се и причините за она што ги прави жителите на еден град да бидат среќни. Според последните податоци на Евробарометар, најголема врска со нивното задоволство од живеењето во градовите е чувството на безбедност. Конечно, оние места и градови чии жители се настрекни имаат добри локални власти и кои се грижат за јавниот сообраќај, како во Рејкјавик, и за чистите улици како во Берлин и Париз. Ова може да е лекција за политичарите. Намалувањето на невработеноста и зголемувањето на платите несомнено водат до поголема среќа, но и чистите тротоари исто така. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Македонците, како и повеќето на југот на Европа, најсреќни ги прават, велат, семејствата. Сепак 1/3 од нив во истражувањето извршено неодамна изјавиле дека ниту се среќни, ниту се несреќни, па што и да значи тоа. Како и да е, и во Македонија вработувањето и повисоките плати играат многу голема улога за да се биде среќен. Половина од македонците, или поточно 51%, се изјасниле дека се среќни во последната студија Барометар на среќата и надежта на Gallup International. Околу 35% од граѓаните одговориле дека ниту се среќни, ниту се несреќни, додека 11% соопштиле дека се несреќни, а 2% немале одговор. Индексот на нето среќата во Македонија изнесува 40% и е понизок за 16% од глобалниот просек. Најголем дел од граѓаните кои ги анкетиравме велат дека најсреќни ги прави нивното семејство. Ме прави пресигна мојата ќерка која што е дипломиран стоматолог вработена. Тоа ми е неголема мотивација. Семејството. Само семејството? Семејството. Пријателите,
друштвото, излагањето. Да. На прашањето во студијата на Gallup International дали граѓаните сметаат дека оваа година ќе им биде подобра или полоша од минатата, 34% од испитаниците се изјасниле како оптимисти. Речиси исто толку или 25% сметаат дека 2016 ќе биде полоша, а 36% дека ќе биде иста. Одговор немале 5% од граѓаните. Индексот на нето надеж во Македонија според студијата изнесува 9% и е помал за 29% од глобалниот просек. Она што би ги направило среќни во иднина, граѓаните велат дека пред се е добрата здравствена состојба, како и вработувањата за младите и високи плати. Значи на младата популација и на македонското општество посакам, значи што повеќе поинтизни вработувања, високи плати, тоа и фали на нашата земја. За моето семејство се не го сакам. Парата не е во парата животот. Животот е во здравјето. Здравјето ако имаш живот. Ако нема здравје немаш ништо. Пожелувам долг живот, да не го мачите како ние што се мачиме. Ние од нашата пензијачка оделуваме на студентите, не им даеме некое динарче, па да не се срамат од своите другарчиња, да си купат нешто. Учи по цела ноќ. Најдобар студент е, вика бабо, мори бабо, ти да не си. Па што баба и викам, гладува, па ќе дадиш. Некои од младите пак имаат и конкретни цели и сништа кои би сакале да им се остварат. Да идам во LA и да играм во Лос Анџелес. Што би правил таму? Да играм, да тренирам кошарка и таму се. Социолозите велат дека македонците себе си се доживуваат како несреќни луѓе и тоа се должи не на индивидуалните, туку на надворешните фактори како што е процесот на транзиција во кој земјата е предолго време. Според нив тоа чувство на задоволство од сопствениот живот е на многу ниско ниво кај најголем дел од граѓаните поради низата нерешени економски, социјални, политички и други прашања. Ја следевте видео темата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.